На прием кораб 89. На пат од Скопје-Тетово во близина на Карпалук ми јавија да има тешка сообраќајна несреќа со повреди. Примено, веднаш испрати радиообезбедување на лице место, примено. Добро, ќе презема мерки. Екипа по сообраќај на старт. 110 замени ти во насел во Лаја да извршиш увид. Ало, брза помош. Видите, на патот Скопје-Тетово, близу Карпалок, има тешка сообраќајна незгода, во која има и повредени, може и жртви. Веднаш испратите кола ради укажување на помош. Сообраќајниот травматизам се карактеризира со повреди од тежок карактер и во лекувањето на истите потребна е честопати голема количина на крв. Кога велам голема количина на крв, тоа подразбира да за многу краток временски интервал се обезбеди за повредениот крв во литри. Од друга страна, при нас постои стален, односно хроничен недостаток на крв, кој станува критичен во текот на месеците, кога од друга страна сообраќајот се зголемува. Нашиот недостиг на крв достигнува дури до цифра од 50%. Или пак, ако тоа изразиме со цифрени вредности, тоа изнесува овак, дека во текот на 1975 година Институтот за трансфузиологија обезбедил 4226 литра на крв, од кој што клиниката за хируршки болести е потрошила 3032 литри на крв. Или пак тоа во проценти изнесува 71,5%. Бидејќи нашите потреби на крв во текот на една година се движат од околу 6000 литри на крв, тоа значи дека недостигот на крв изнесува скоро 50%. Локацијата на нашата установа во центарот на градот во многу допринесува да поголем дел од повредените во саобраќај доваѓаат баш во нашата установа. Така да не е редок случај доваѓаат болни со комплицирани повреди, тоест со повеќе повреди, со повреди на екстремитетите, одnosno повреди на лом на коските, со повреди на главата, повреди на мозокот и со повреди на внатрешните органи. Сите овие повреди доведуваат до тешки пореметувања и захтеват често пати хитни интервенции. Овие хитни интервенции се неможни или без давање на голема количина на крв, кои што понекогпат достигнуваат и до 4 и 5 литра. Хирургот е често немочен без овај благотворен и единствен лек при овакви случаи. Затоа зголемувањето на бројот на доброволните дарители ќе ги намали маките на хирургот кога се најде во ситуација без крв и не може да му помогне на болниот.
Ако го знаеме дека давањето на крв еднаш до 2 пати годишно е безопасно, онда да ја покажеме нашата солидарност и овдека како многу пати и на многу места до сега. Се наоѓам повеќе од 25 дена во ова болница, иначе настрадав во сообраќајна несреќа. Овдека, откако се наоѓам во болницата по искрварување, добив околу 2 литра крв, а иначе, додека јас бев во здравствена состојба, сум давал повеќе пати крв и сматрам дека редно и сите останали граѓани кои досега не дале да дадат, а и оние што давале да дадат, бидејќи крвта е неопходна за спасување на човечките животи, кои се наоѓаат во критични ситуации секогаш во болниците, а поготово кога се саобраќајни несреќи или елементарни непогоди. Случај со повреден во сообраќајна несреќа представува многу драматична состојба и за нас, лекарите, што представува секојдневие. Оваа драматична состојба уште повеќе се потенцира кога доваѓаме во состојба да немаме доволна количина на крв која треба како животворна супстанца да обезбеди живот за тој повреден. Оваквиот хроничен недостиг на крв предизвикува пореметување во целиот механизам на лекувањето на болните, бидејќи предизвикува одложување на оперативни интервенции, односно лекувањето на болните станува подолго, а тоа пак јасно е дека се реперкутира да болниот, односно оздравениот, покасно дојде на своето работно место. Сталниот недостиг на крв стално нас не тера да бараме нови можности како да се обезбеди поголем број на крводарители. Тоа го чиниме бидејќи ние сме непосредно заинтересирани за да имаме секогаш на располагање доволна количина на крв. Например, ние го имаме следниот предлог. Ако ние сме така интимно поврзани со нашето моторно возило, ако сме ние секогаш расположени да дадеме и големи своти на пари за да биде нашето возило исправно, зашто тогаш не би, кога возилото и онака еднаш годишно иде на годишен технички преглед, како еден од предусловите за спроведувањето на тој технички преглед, да во текот на таа година бидеме и еднаш доброволни дарители на крв. За прв пат крв дадов 1969 година, кога еден мој пријател и другар се повреди во сообраќајна незгода. До сега имам дадено 8 пати крв и ова го осеќам како потреба, бидејќи таа случка може и мене да ми се деси утре, бидејќи опасностите од сообраќајот вребат на секоја страна и го осеќам ова како една должност према возачите и граѓаните да давам крв и затоа давам крв. U Republičkom odboru Crvenog krsta imali jedan prošireni sastanak na kojemu su bili prisutni i drugovi iz Automoto saveza, iz Crvenog signala, iz udruženja vozača Makedonije i tu smo se dogovorili da baš kod vozača kojih negde ima oko 130-140 hiljada u Makedoniji, da se pokrene aktivnost u organiziranju davalaštva krvi. Ja bih želio da naši ljudi, da naši građani, naši vozači shvate cilj naše akcije, jer mi želimo da obezbijedimo krv za svakog našeg građanina, za svakog primaoca, a svi mi treba da budemo svesni toga da smo svi potencijalni primaoci krvi. Naročito u ljetnim mjesecima saobraćajne nesreće su više, a rekoh da su izvori krvi sve manji, pa zato treba da se tu pokrene jedna aktivnost, koja aktivnost treba da bude solidarno sa povređenima, sa bolesnima. Ja mislim da vozači treba da pokažu svoju maksimalnu aktivnost, svoju visoku humanost i svoju savest, jer znaju da su oni samim tim što su aktivni učesnici u saobraćaju, da su i sami potrošači krvi, da su, nažalost, neki puti uzročnici saobraćajnih nezgoda, pa zato trebaju da
se pokažu i kao davaoci krvi. Mogu da kažem to da davanje krvi nema nikakve štete, da je to dobro utvrđeno, dobro dokazano medicinski, da se uzima jedna mala količina krvi na jedno davanje, da zdrava osoba, zdrava i mlada, to znači od 18 do 65 godina starosti, može da bude svaki čovjek davalac krvi. Ako je zdrav, ako ima dobro zdravlje, ako ima dobru krv, bez ikakve štete može 3 do 4 puta godišnje da da otprilike 300 do 350 grama na jedno davanje. Vrlo često se desi da kada ljudi dođu da daju krv za svoga, ta familijarna i drugarska krv, da je više kasno, jer ta krv treba da se obradi, a vi znate kad čovjek krvari da je i minut veliki što se kaže, a kamoli vrijeme koje je potrebno dok dođu davaoci, da daju krv, dok se ta krv obradi i dok bude spremna da se izda za primaoca. Za skopske klinike ovdje, gdje se liječe u stvari svi najteži bolesnici, gdje se prave najveće i najteže hiruške intervencije, pa samim tim i treba najviše krvi, Skoplju, pa zato ako svi budemo dali krv, odnosno ponudili bar jedan put godišnje tu malu količinu krvi, onda će imati krv za svakoga i moće na vrijeme da se interveniše, da se ne bi odlagali hiruške intervencije, operacije i drugo, jer svjesni smo toga šta znači jedna odložena hiruška intervencija uslijed nestašice krvi i kakve sve posljedice može da ima po našeg čovjeka. Pa zato bi želio da naši građani to shvate, da smo svi moralno dužni za sebe, za svoju porodicu, za našeg sugrađanina, bar jedan put da ponudimo dobrovoljnu krv, da bismo izbjegli familijarnu krv i da bi imalo krvi za sve naše povrijeđene i bolesne, tada kad se ukaže potreba za to. Dobrovoljen daritelj na krv stanav vo završните borbi na Sremski front, koga naša ta hrabra narodno-osloboditeljna vojska gi goneše Germancite. Tako da od toga imam dadeno preko 95 litra, to znači koliko što su mi težok. Danas u ovoj ovako intenziven saobraćaj normalno da je mnogo potrebna krvta. Zato im preporučujem na site ljude da dava to ta dragocena tečnost koja taka mnogo je potrebna za našite bolni, nastradani drugari. Izvorот na krvta je samiот човек. Pa prema toa, krvta se dava od човек za човек ili по-конкретно za самите себе, кои што учествуваме во сообраќајот, во кој стално не дебне опасност дека ќе настапи некоја сообраќајна несреќа, односно дека ќе имаме ние потреби од крв. Обично слободните денови ги поминувам овдека. На планина, што барам на планина? Немам друштво. На планина идам многу ретко, затоа што немам друштво и во нашата школа нема планинарски клуб. Планина не сум била никогаш. Немам, зашто повеќе немам време, претежно учење, а саботи неделите у паркот најфино и тука се собираме друштво повеќе, така. Сам на планина пешачење треба друштво, треба време, опрема исто така. Болje u станче да седиме, да слушаме музика, друштво, него да идам горе да пешачам. При нашиот факултет постои планинарско друштво, меѓутоа јас не сум член, може би поради тоа што и не сум заинтересиран за планинарење. Се јавува понекогаш желба да одам на планина, меѓутоа повеќето времето ми поминува овде во Скопје.
Sada mnogo ubavo se gleda pejzaž od na kaj Solunskata glava. Tamo gledate onaj prevoj što se gleda. Da. Jako je matno. Jako je deneska maglovitama, все пак убаво е. Така можеме да направиме план кај и кога да одиме на Лисец. Onaj snijeg što se dalje vidi, to su Salakovska jezera. A Marko Polo po levo ovamo, to je ta pravac na kode što bi trebalo da imamo susret Sotito, Veleški, planinari smo bili zakazali, bo minatata ne Од овде како тргнеме за Лисец, многу потешко ќе ни биде. Многу ќе се заборави. Ја мислам најубаво преку Караджица, кој што се договоривме. Не ли така? Da, imam... Meni se čini ali meni mi se čini da, dobro, mi verno vika smo do Karadžica da se ide. Ama imamo jedan ogroman spust od Karadžica koji ide nadole, pa povtorno ima da se kačujemo gore. Така, ама од овдека по-лоше. Од ова уште погоре. Preko Konjska reka togaš nemamo niti jedan spust golem. Пред 10-15 години на овија план имаше многу поиќе младина и многу поиќе љубители на планината него што има сега. Нажалост, пред долго време, не долго многу, као што реков пред низ години, немаше ни асфалтен пат, немаше ништо, док денеска и поред асфалтни патишта и поред поголеми можности, се помалко и помалко имат љубители на планината. Не знам што би да можел да кажам, дали младинава е поиќе зафатена со други работи, дали младината денеска поиќе спортот доле во низината е интересира, спортски игри, атлетика или друго. Пред низ години не беше ништо чудно на овие места кај што сега стоиме, 20 или 3 луѓе, видите групи на ученици, заедно со своите наставници, кои одат на планина, се рекреираат и воедно стекнујат се поголеми знаења за својата република, за својата тковина. Видите, овој дом кај што сме сега, почна да се гради 52 година под иницијатива на Планинарски сојуз на Македонија и се приврши некаде кон крајот на 53-54 година. Под многу тешки услови, без пат, без механизација, на коњи, се носише целиот материјал и видите овој дом кој сега веќе е пред пропаѓање, пред низ години беше китка од планинарските домови во Македонија. Беше убав, уреден, чист, полн со луѓе. Секој пат во секој време може човек да најде топла соба, еден топал кат кај што можеше чисто да се одмори и да се рекреира во овие убави предлози кои гледате околу домот. Нажалост, денеска се поиќе луѓево остануваат доле и никој ми се чини на крај не води сметка за опстанок на овој дом. До 70-та година не беше путту издоден горе да иде коли. Од тога намо више се прекинал послабо, нема ни млади не иде, ни стари, многу слабо иде народот. А понапред ја памтам, јас со Кошови идем у Скопје, товараме деци, ќе дојде у планина. Дучо, Кранго, никој други, Трајко Стојков, никој други. И сега гледам многу слабо народ, не знам зашто е путот тако е направена, а заузати е млади, не знам. Старите скоро се старе и слабо имаме пресета на домот.
Во свој живот, уште како дете, со своите другари и другарки, као ученици, сме оделе во коријата на Скопје. По разни манастири, не подалеку, толку било можно да се пристапи, но со години наред. Како растевме, како се развијавме, све подалеку и подалеку одевме. Ете сега во своите 70 години, можам да кажам, сум обиколил многу наши места, планини, со друштво и со разни други организации. Станав татко и тоа го пренесов и на моите деца. Така да и они во својата развиток имаат многу убаво детинство со нивното друштво и нивните другари и другарки. И еве и денеска, туку речи и внуците, децата на моите синови, исто така по тој пат. Полни се со здравно, жизне, радости, активности, винаги активни во целиот свој живот. Неоспорно, прво е да одговори на своите обавези, ако ученик, као добар ученик да биде, след тоа наступа сите други спортски активности и надпревари земале учество и така натаму. Нашите деца, нашата омладина, треба да и се даде можности да се афирмира. Секој жив човек, ако знаете и уште малото дете сака да се афирмира, а камоли нашиот младинец. Но, како би кажал, многу родители не давале основа. Основното училиште се добија во домот. Сите тие активности спортски може само домот да му ги дае. А после тоа доаѓаат спорт организации друштвени кои понатаму ги развијат сите тие активности. Vidite, ova naša prekrasna i preubava planina Kitka ovde, što se сега navađame. Za žal, vidite koliko malo, naročito mlad svet danas ga tuka ima. Vidite, ja sam već nad 60 godina возраст, starost. I možem da pešačim po 20 i 30 km bez za odmor. A od kada mi takva sila? To mi je sila da je od planina. Za žal, ili nema ta tradicija ušte, ili koji zna što je, pa nemamo tako masovna omladina da posjetuje ovija naši krajišta, naši planini. Vidite, na žal, imali smo dom za planinarski dom vo Karadžica, pa planinarski dom na ravno vo Skovska Crna Gora. Tija domovi su skoro pred pađanje, rasturanje. Poradi toga što nema koji da gi održava, nema posjeta, nema interes za tije domovi. To je žalno. Od druga strana, mi se čini da bi trebalo za omladina da se zapozna i to je jedna druga mnogo važna zadaća ili uloga na naša ta omladina vo današnje te bitije. Naša omladina treba da se zapozna so našite planini, utre i nena ta uloga vo narodna ta odbrana. I da se zapozna so planinite, razumete. Evo ja sam rodom tamo od Herceg Novi, gdje znajem svi te planine vo Makedoniji. A naša ta omladina ovde koja tu živi u Škoplji vrlo malo gi poznaje, barem koliko ih poznajem ovde, sa kojim raspravam. A naši te planini, naročito što se planini Bistra, pa Korab, pa reka Radika, pa tije naši reke, pa slušajte, pa to je poubavo nego što imamo u Švedskoj ili druge planine, razumiješ. Ali nažalost ne možemo da je približimo do naroda, ne možemo da je populariziramo na način kao što to možda prave ili Slovenci ili što to prave Šveđani i tako dalje. Od 61. ovde sam domaćin u domat i čuvar. Od 61. dovađaše poviše planinari, studenti, školski djeca, ali sada
sasvim mala i jeftina, nije toliko skupa, 7 dinara spavanje. To nije nešto skupo, ne može da isplate, nego sada više se smanje, nema pomalo više završeno na kraj. Ovaj put smo došli na Kitka i to su kola do Preslav, od tuka peški za jedno sat vreme, sat i 15 minuti. Porano imaše pogolema poseta na ovaj kraj, međutim u posebno vreme to je mnogo poslabo. Porano nije ideme duri od Dračevo, a i od Gorno Količene često pešačime po 3,5 sati. Тогава нормално и домот се градеше, тоа го направи смесите со ударна работа во која учествуваа планинарите, армијата и други некои друштва. Денеска и поред тоа што постои домот, посетата е многу слаба и мислам дека за младината тоа треба да биде многу важно, затоа што тие са они што треба да ги продолжат тие традиции на планинарењето. Прв пат доаѓам овде и стварно сум воодушевен од убавините на овој крај. Не само од убавините на овој крај, него и пречекот во домот од домакинот Бајазит и така. Имено, можам да кажам дека убавините што ги има овој крај, мислам свежиот воздух, околината, зеленилото што не обкружува, е она што ние не можеме да го имаме во градот. Разбирате. А од друга страна пак ме разочарува фактот што многу мал број на посетители овде доаѓа. Повеќето се така постари планинари, доека оние кои се помлади, мислам оние кои се на возраст како јас, мислам она наша, така да речем, помлада генерација, тие се многу поретки овде и тоа е еден факт кој мора да не разжалости, не? Студент сум на медицинскиот факултет во Скопје, прва година, и овде кога доаѓам по втор пат, навистина е убаво. На нашиот факултет може би има планинарско друштво, а може би и јас сум крив што не сум се распрашал. А иначе тие акции меѓу младите се, така да кажам, посебно слаби, затоа што еви гледате самите овдека има малце слаби, малце млади луѓе. А може би и постојат такви планинарски друштва, меѓутоа незаинтересираност е голема кај младите, па и посетата е слаба. А мислам дека и понатаму ќе доаѓам, бидејќи и овдека е многу убаво. Можем на мир да се учи, ако се има испити.